FM Врева. Фреквентно моделирана Врева, 9 минути по 15 часот, со почитуваниот гости назад во студиото на Радио Слободна Македонија. Всушност, стартот на разговорот се уште не е ни почнат, а тој вели вака, односно, читам едно негово интервју, ќе кажам и слободно изгубено интервју од годината 2012, дадено за Утрински вестник, вели, го правам тоа што ме прави среќен, кога ми се стендапува, си стендапувам, кога ми се плача, си плачам, приватно, кога ќе се впирам во некоја работа, целосно сум обземено тоа, може би затоа обично резултатот е со позитивен исход. Ова го велаше Гораст Цветковски во 2012 година. Јас сум сигурна дека тој цврсто стои на сето она што го кажал во 2012 и во ова 2017 година. Гораст Цветковски, популарен актер, всушност еден од најдобрите македонски актери, ќе кажам, условно од помладата генерација. Ми е гостин во студиото на Радио Слободна Македонија за прв пат во FM Врева. Добар ден, добре дојдели, добре дојдовте во Врева на радио. Добар ден, добро е, најдовме. Во многу паметни работи сум кажал во 2012, видиш, кога бев млад и надежен, сега сум само надежен. Јас мислев сега сум само млад. Да, не, јас како викам од паметен спаднав на згоден. Да, значи... убаво кажавте дека седам на истите вредности, истиот печаток го имам, мислам дека и сега не е воопште сменето тоа. Кога нешто се сака од срце и кога навистина вредно се вложува, нема промаш, да, затоа има милиони еден пример. Мислам дека сите ако земеме, ако проанализираме, мислам дека шанси да се промаши нешто што навистина искрено се сака без некоја задкулисни работи, мислам дека шанси да се успее се онака. Так. Бесконечно. Задкулисни работи во некоја друга прилика ќе разговараме за тоа. Сега сме тука нели за навистина блескави работи. Зошто го споменав сето ова? Заради тоа што Гораст Цветковски е апсолутно сестран уметник, меѓутоа исто така сестран човек. Тоа е тука во едно поинакво својство, значи нема да најавуваме премиера на апсолутно ништо што се случува во македонските театри. Ке го најавам Гораст Цветковски како гостин, основач на Сдруженијето Магда, Македонска асоциација за развивање на игри. Значи кога тој нешто дава, кога тој нешто прави, тоа го прави од сестрици, навистина вродува со огромен успех. Доказот е она што ќе се случува во Македонија по пети пат Global Game Jam Македонија од 20 до 22 јануари. Гораст, да објаснам што е прво. Да. Значи Global Game Jam е 48 часовен маратон во правење игри. И сега сите кои ќе се спомне правење игри, одма прво им текну на тоа, леле, тоа мора сигурно да знаеш да програмираш. Не, убавината е во тоа што на Global Game Jam се пријавуваат луѓе од сите профили, значи цртачи, 3D моделери, 3D дизајнери, саунд инженери, колега во режија пријави се. Значи гейм дизајнери, продакшн дизајнери, луѓе, дури луѓе кои што значи доаѓаат многу луѓе кои што викаат јас не знам ништо да програмирам, ништо технички, едноставно сум играл толку многу игри или имам концепт за игра или едноставно сакам да бидам во ова бранша и доаѓаат на 20 јануари се случува нели овој пат, тој е петок, доаѓаат, заедно ја отвараме темата заедно со уште 600 и кусур локации во цел свет и од тој момент од кој ќе ни биде кажана темата, на лице место се формираат тимови и така секој тим добива доволен број и точен број на луѓе што им требаат за да направат една игра во наредните 48 сати која ќе бидат заедно на едно место. Многу адреналински звучи се и тоа и навистина е премногу возбудливо. Јас го гледам гостината спротива, веќе се полни со тој адреналин кој што навистина ќе му биде потребен од 20 до 22 јануари. Сега на две локации во Македонија, Скопје и Битола, значи да повториме или да подобјасниме. Global Game Jam е најголемиот интернационален настан за креирање и правење на игрици кој се одржува еднаш годишно истовремено на голем број локации низ целиот свет во вид на 48 часовен маратон. Инаку во 2016 година се одржа на 611 локации во 93 земји, беа создадени преку 6866 игри, навистина фрапантни, фасцинантни бројки. Да. И изгора на се Македонија беше на пето место, значи кога ги ставиме сите и Германија и Америка и Англија и Канада, Македонија беше на пето место по број на креирани игри по глава на жител, што е доказ дека ова тло имаат никнато од ова тло еден куп мастермајндови, плодно тло, мастермајндови кои што едноставно кога ќе сакаат да направат нешто од срце и кога веруваат во нешто,
излегуваат прекрасни Така, работи. апсолутно, како Горе Цветковски. Значи вака сега, што ќе се случува конкретно на 20 јануари? Значи ние оф рекорд веќе разговаравме на темава, кажавме дека навистина интересни работи за кои што треба веројатно да ти работи умот како 1 на час, за да можеш да ги направиш. Значи конкретно за настанот, тоа јас ќе пробам да го доловам, иако кажувам дека најдобро е влезот е отворен за сите посетители, така. Значи. Каде ќе се случува во Скопје и каде во Битола? Во Скопје се случува на Финки, тоа е факултетот за информатика или ја што си го викам по старо една електро. Отварањето ни е на технолошки во амфитеатарот, а потоа на располагање на учесниците им ги издаваме новите прекрасни реновирани простори на Финки, во бараките. Таму ќе има 2 простори во кои што ќе работат луѓето и 2 простори кои што ќе видат за одмор, односно ќе имат chill out, ќе имаат нашите спонзори таму за анимација, игри за зезање, за одмарање. И во принцип таму тоа не е како час, сите викаат леле тишина, не, тоа е една прекрасна атмосфера на колаборација, креативна, во која што намерно сакам тимовите да видат што повеќе во една просторија, затоа што од искуство до сега сум видел дека многу покреативни, многу поубаво и многу попродуктивни се кога луѓето гледаат како другите работат и како можат да побараат помош или сугестија од колегите, условно кажано во овој случај. Така што луѓето ќе бидат таму 48 часа, значи од петок попладне до недела попладне. Ние им обезбедуваме јадење, пиење, грицки, смоки, не знам, оброци, редбули за енергетски пијалоци, кафења, чај, се. Тоа значи дека нема спиење? Апсолутно да. Мислам се разбира, не е задолжително, но од досегашно искуство мислам дека барем 80% од луѓето си остануваат таму затоа што нели треба да се направи 48 часа затоа што треба да се направи игра. На крајот на настанот имаме жири кое што ги гледа игрите, ги презентираат нашите и одбира најдобра игра на која што му даваме награда. Така, и што се наградите, можеме да кажеме колку наградите варираат во зависност од спонзорите. Во принцип, тоа на светско ниво нема награди, но ние тоа си го воведовме заради мотив. А во Македонија, во Битола ќе имаме на пример 3 наградени во Скопје или како? Како ќе бидат доделени обично првите 3 тима добивате. Сега тимовите варираат со членови, немаме ограничен број или задолжителен број. Значи варираат, некојаш се 2, некојаш се 8 луѓе. Затоа наградите се во принцип од спонзорите одвоени и тие ги оставаме за последно нешто да го кажеме и да го објавиме. Во секој случај наградите се на цела оваа работа еден минорен дел. Подобро е тоа дека игрите кои што ќе излезат од таму, кои што ќе бидат нели победнички, условно кажано имаат живот, ќе имаат можност да живеат. Да, значи тоа значи дека игрите може да продолжат. Тука за тоа доаѓаат еден куп IT фирми и компании кои што се можеме да кажеме буквално скаути, кои што бараат од луѓе па се до идеи и игри. Се разбира, после тоа тие може да продолжат игрите да ги доработуваат со помош на Магда, за тие игри нека да речеме после некое време бидат објавени на Steam или на некој друг сервис за да можат да продолжат да живеат и да ствараат средства. Така, Македонија по пети пат учества, што е со изминатите 4 години, значи имали игрици кои што едноставно имаат век на траење, дали се надградувани и така натаму, имали откупени игри кои биле дел од македонските тимови 4 години назад. Конкретно од Global Game Jam излегува мислам дека 2 игри кои што сега се веќе паблишувани и се работат, самото појавување на Global Game Jam пред 5 години повлече еден ред на други настани и случување во однос на геймингот и гейминг културата. Се случи GG, тоа е видео подкаст емисија во живо која што оди секој понеделник, која што збори само за игрици. Се случија Инди Пиво, тоа се собери на луѓе кои што програмираат инди игри и разговараат и се дискутира и се прави. Значи тоа е инди како индепендент, независни. Точно така, индепендент сцена, тоа е посебна сцена на страна од овие нели скапи игри што ние ги знаеме. Така, имаме инди рок, инди поп, имаме инди игрици. Така, тоа е точно тоа. И благодарение на тоа малку заспаната гейминг култура и гейминг комјунити кај нас почна од пред 5 години да се буди и мислам дека сега е на едно сериозно убаво разбудено ниво кое што тек почна да носи плод. Сега кога сме кај плодовите, кај денешната време, ајде да кажеме на кои тоа сајтови или пак можеби на кој мејл, на кој телефон може да се пријават сите оние кои што сакаат да бидат дел од информациите што треба да се добијат, може да се добијат на gamejam.mk. Значи тоа е нашиот вебсајт. Од таму
после тоа имате линкчиња и информации, податоци кај се треба да кликнете, треба да се пријавите на, значи накратко на главниот сајт, треба да се купи билет од 100 денари кој што ни е важен за да знаеме точно колку луѓе ќе дојдат, за да обезбедиме храна и сите потребни работи што треба. Не е толку за средствата, колку што ни е важно да знаеме точен број. Значи од gamejam.mk па натаму ви е многу лесен начинот на пријавување. Јас ги охрабрувам сите луѓе кои што имаат желба, кои што имаат љубов, кои што наставно сакаат да се бават со оваа работа, дури и сакаат да пробаат, ги охрабрувам да дојдат затоа што до сега не останал никој во 5 години без тим или да си оти до таму разочаран. Така, значи, ентузијасти, средношколци, студенти, професионалци од различни сфери заедно креираат игри, разменуваат знаење, остваруваат контакти и пред се дружат. Оваа година од 20 до 22 јануари се разбира во Скопје и во Битола. Гораст Цветковски, благодарам многу за учеството во ефем време на Слободна Македонија. Најискрено се надевам дека успеавме да им доловиме на слушателите што е всушност Global Game Jam. Па да, обично, баш мајка ми каже, вика, ти кога збориш, вика, за некој работи, што ги сакаш, вика, се осаќа, вика, дека онака, да, без разлика дали е по телефон, дали е дури кога го пишуваш, се осаќа дека имаш жар, така што претпоставам луѓето сватија колку е забавно и колку интересно. Јас тоа го кажувам дека како анекдота дека Global Game Jam за мене е како Нова година и роденден заедно уште еднаш у годината. Така што детска радост. Да, мислам дека така најблиску можам да доловам како се осеќам јас, а мислам дека тоа го делат и другите учесници. Нова година и роденден заедно, значи 20, 21, 22 јануари Global Game Jam Македонија по 5 пат. Благодарам многу за учеството во време. Благодарам и вас.